Во петок и сабота во Арена Сонце ќе се одржи четвртото издание на меморијалниот ракометен турнир Миле Нешковски во чест на прерано починатиот поранешен ракометар на Тутунски комбинат и македонски репрезентативец, еден од најдобрите спортисти кои ги имал Прилеп. Годинава турнирот за прв пат во неговото постоење има и меѓународен карактер, затоа што ќе учествува 8-кратниот шампион на Црна Гора Ловчен од Цетиње, а покрај домајкинот, ракометниот клуб Прилеп на турнирот ќе земат учество и амбициозниот тим на Струга и Скопски Пролет. Според планот, во петок од 17 часот е предвидено положување на цвеќе и оддавање на почит на организаторите и сите учесници на турнирот пред споменикот на Миле Нешковски пред Арената Сонце, а од 18 часот први на паркетот ќе излезат составите на Струга и на Прилеп. Од 20 часот ќе се судират екипите на Пролет и Ловчен. Победниците ќе играат во финалето в сабота од 20 часот, на што ќе претходи ревијален надпревар на ветераните на Тутунски комбинат и македонската репрезентација. Од 18 часот на програмата ќе биде надпреварот за трето место. Со ова четврто издание се продолжува традицијата за организирање на турнирот во чест на легендата на ракометот во Прилеп Миле Нешковски, кој ненадејно почина на 11 јануари 2011 година. Традиционално ова ќе биде добра можност за сите за финална проверка на формата пред стартот на новата сезона. За ракометниот клуб Прилеп, кој во новата сезона влегува со нов тренер Пеце Белјановски, настапите на турнирот како и за останатите екипи ќе представуваат контрола на формата и колку екипата е подготвена. Шампионатот во мачката Суперлига стартува на 15, односно 16 септември. Во првото коло Прилеп гостува кај Бутел во Скопје. Поузата во домашниот шампионат поради УЕФА термините резервирани за репрезентативните надпревари, фудбалерите на Победа ќе искористат да одиграат квалитетен меѓународен контролен надпревар. Прилепските црвено-бели во петок на 7 септември од 17:30 на стадионот во Корча, на кој се играат и меѓународни надпревари, ќе ги одмерат силите со повеќекратниот шампион на Албанија Скендербег. Надпреварот е договорен со спортскиот директор на Скендербег Харис Факич, поранешен играч на Слога и го Магнат, ОФК Београд, Цементарница, Брегалница и Металург. Несомнено овој меч ќе биде убава проверка за избраниците на тренерот Мегленски, кои против квалитетен противник ќе можат да го одржат надпреварувачкиот континуитет. Скендербег по 3 одиграни кола е начело на табелата во првенството на Албанија со биланс од 2 победи, 1-0 дома со Партизани и 0-3 на гости кај Кастриоти, и реми на последниот меч дома 1-1 со Љаци. Според последните информации, домашниот тренер Шехи нема да смета на четворица репрезентативци: Демто од Етиопија, Пелумби од Албанија, Алити Гавазе од Косово. Скендербег е доминантен во албанскиот фудбалски шампионат последниве години, за што зборуваат 7 шампионски титули во 8 последни сезони. Кај Победа Мегленски покрај стандардите на оваа проверка сигурно ќе им даде шанса и на оние со помала минутажа, но и на Гешовски кој издржа казната од баражот со Борец, на повратникот во клубот Виктор Велковски кој ќе ја засили конкуренцијата во дефанзивата, како и на последното засилување Макота и младиот последно регистриран Ристевски.